информации, секоја земја кога гради нова врска, каде што не доаѓа исклучиво природен газ, му прави притисок на Газпром да станува, да се бори со конкуренцијата, и очекувањата е дека цената на природниот газ во Македонија ќе се намали, сега да не кажувам со проценти, премногу е рано, затоа што е врзани со цената на нафтата на светските берзи, да биде најмалку 20% пониска од постоечката. И така станува природниот газ многу поконкурентен не само на мазут, кој што и во следниот период реално ќе биде оптоваруван со други дополнителни еколошки давачки, но ќе стане и конкурентен на многу поконкурентен и поисплатлив и од електричната енергија. Значи, тоа се очекува да има намалување на цената на природниот газ, кога ќе направиме диверсификација на изворите на природниот газ кои што ќе доаѓаат во нашата држава. А особено е битно што со овој крак кој што ќе го градиме во Грција, истиот ќе продолжи кон Косово. Значи, на некој начин ќе станеме и транзитна земја, бидејќи самата структура на теренот во Косово, од Скопје до Приштина, е далеку поповолна отколку е структурата на теренот од Северна Албанија, каде што постои овој ТАП, Трансадриатик пайплайн, е поповолна и стануваме доста интересни, бидејќи не го гледаат само пазарот во Македонија, туку се гледа и пазарот во Косово. Инаку во државата сериозно се работи на внатрешна магистрална гасоводна мрежа и веќе гасоводот е стигнат до Штип, исто така е стигнат до Битола. Она што е добро, во план е на нова интерконективна врска со Бугарија, покрај постоечката што е во Витилово кај Паланка, ќе се гради нова врска од Трич до Струмица и понатака таа врска ќе се разгранува низ Струмичкиот регион и останатите градови кои што се во близина на Струмица, и верувам дека и предстои, не верувам, сигурен дека предстои процес на сериозна гасификација на државата, и тоа по далеку по-ниски цени отколку што ги имаме сега во моментов. Едно од